Почитуван премиер на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитуван вице-премиер на владата, господин Љупчо Николовски, почитуван директор на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието и руралниот развој, господин Никица Бачовски, почитувана пратеничке, почитувани медиуми, единствениот пат до успехот, а ако се вложите самите себе повеќе од она што се очекува од вас. Оваа мисла што ја кажав во комбинација со упорноста и верувањето дека сте на вистинскиот пат да ги остварите децениските стремежи на сопствените граѓани, се потик за посветена работа со сериозна поддршка од владата и остварување на многу поквалитетен живот на своите сограѓани. Во изминатиот период работевме интензивно, градевме улици, стававме асфалт за да нашите сограѓани не газат кал, градевме водоводи, градевме канализации. На финишот од работата сме на изработка на генералниот урбанистички план за Делчево. Немаме изработено генерален урбанистички план повеќе од 30 години во Делчево. Работевме посветено да обезбедиме чиста и квалитетна вода за нашите сограѓани, а денес сме собрани овде за убав настан да оствариме децениски сон на сите наши сограѓани, односно да започнеме со изградба на модерен градски зелен пазар во Делчево, кој што ќе овозможи соодветни услови за трговија од тој тип, но ќе овозможи и додатна вредност, односно целиот овој дел да имаме поголем развој со други бизниси околу него. Ние овие објекти кои што ги спомнав во изминатиот период што градевме, во исто време ги реализиравме и капиталните проекти кои што ги ветивме пред нашите сограѓани, и тоа представува сатисфакција на секој градоначалник, на секоја влада, тоа што го имаме ветено пред граѓаните и да го оствариме. Во изминатиот период го реализиравме и изградивме пешачкиот мост на река Брегалница, ја изградивме градската капела, асфалтиравме една цела приградска населба Басарица, во повеќе од половина град изградивме атмосферска канализација, се реконструираше булеварот, транзитниот булевар низ Делчево, а реков правиме изработка и на генерален урбанистички план кој што веќе е во завршна фаза. Но овој проект кој што денес го почнуваме, секако дека заедно со сите проекти, градскиот пазар, со сите проекти кои што ги спомнав, ќе сведочат и за нив ќе зборуваат генерации и генерации делчевци за одговорното и посветено работење и на локалната власт, но и сериозната поддршка од централната власт која што се дава. Можеби и јас ќе звучам нескромно, но би кажал дека овој денешен ден, кога започнува изградбата на уште еден капитален проект за Делчево, е празник за нашиот град, за нашето градче Делчево, и ми представува огромна чест што денес овде е присутен и нашиот премиер, господинот Зоран Заев, чија што заложба да бидат решавани клучните проблеми на граѓаните, не само овде во Делчево, него сегде во сите градови во Македонија, се потик за да и ние градоначалниците создаваме подобар квалитет за живот на нашите сограѓани. Градскиот пазар во Делчево е неопходна потреба и затоа чувствувам потреба да изразам огромна благодарност од моје име и од име на граѓаните на општина Делчево на премиерот Зоран Заев за сите заложби кои што ги создаде за да нашиот град го развиваме во тој правец. Овде со нас е присутен и вице-премиерот на владата господинот Љупчо Николовски, на кој што исто така сакам да изразам огромна благодарност за да во времето кое што беше министер за земјоделство, шумарство и водостопанство даде огромна поддршка на Делчево, на сите нас делчевчани, и тоа е главната причина за која што денес овде сме собрани за да започнеме изградба на уште еден капитален објект за Делчево. Секако изразувам благодарност и до Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и земјоделието и директорот Никица Бачовски. Овој проект, градскиот зелен пазар, реков е неопходна потреба за Делчево и тој има и регионално значење, но има и огромно локално значење за нашата општина, како општина која што е на крајниот исток на државата и каде што имаме многу често посетители од соседна Република Бугарија. Зборувам за пред корона кризата, но верувам дека ова ќе продолжи и за кратко време кога ќе заврши кризата, повторно ќе биде така,
но и Делчево како транзитно место. Имаме огромен број на посетители и од регионот и од целата држава. Затоа овој проект, целта ни е да изградиме модерен градски зелен пазар кој што ќе ги исполнува сите критериуми, сите стандарди за соодветна трговија од тој тип, за безбедно чување и продавање на храната, на овошјето, на зеленчукот, но и на другите видови прехранбени производи. Градскиот пазар се протега, односно ќе биде изграден на површина од 11.599 метри квадратни, градежната парцела, каде што ќе биде изграден тој, со услужните дејности, а финансиската конструкција на градскиот пазар и во двете фази е 33,4 милиони денари. Така да ово е еден од поголемите капитални проекти кои што ќе се решат во Делчево. Еве оваа прилика да ја искористам, кога е овде и премиерот, да најавиме заедно дека во скоро време ќе биде започната изградбата на новата филтер станица за пречистителна вода, за чиста вода за пиење, која што е инвестиција и донација од швајцарската влада во износ од 6 милиони швајцарски франци, но секако и сериозната и несебична подршка и на нашата влада, која што овде во овој проект ќе вложи 1 милион и 300 илјади швајцарски франци, за да сите граѓани на Делчево и на населените места добиеме квалитетна и чиста вода за пиење. Делчево е нашиот дом, дом кој што верувам дека заслужува да биде граден вака, на овој начин, да го урбанизираме, да го направиме Делчево градче по европски тип и секој посетител кој ќе дојде во Делчево, нашите сограѓани да се гордеат и да кажат да, ова е нашето градче Делчево. Ви благодарам.